Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате деветиот дел од книгата Аллаховиот зикр. Ова е македонски превод на говорот кој го одржал Хазрети Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разијалаху анху, халифатул Месих II, во текот на Џалса Салана, годишен собир на Ахмадија муслиманскиот џемаат на 28 декември 1916 година и Фазл Умар фондацијата го печатела на урду јазик како Зикир и Иллахи. Рабва декември 1982 година. साए में तेरे धूप नहाए बसद नियाज, साए में तेरे धूप नहाए बसद नियाज। ऐ छाओ छाओ शख्स, ऐ छाओ छाओ शख्स तेरी। Одлика на човековата психологија е кога едно од сетилата е сосема зафатено, другите да станат неактивни. Кога очите ќе се концентрираат во целост, способноста на слухот не функционира. Ако некој тогаш ве вика, вие нема да го чуете неговиот глас. Слично на тоа, кога ушите се зафатени, сетилото за мирис не функционира. Но ако ниту едно сетило не е зафатено, во умот ќе струјат различни видови на збунети мисли. Сетилата за мирис и слух не можат да ја постигнат таа цел, зашто нивното дејствување често е неизвестно. Користењето на сетилото за мирис во таа цел би барало ситуација во која би постоеле различни видови парфеми. Ако луѓе со поинаков парфем поминат покрај, вниманието ќе се сврди. Истото е и во случајот со слухот. Никој не може да контролира што сака да чуе, а што не. Ако неколку звуци се појават истовремено, човекот мора да ги слушне сите. Но во таков случај ниеден звук нема да чуе јасно. Според тоа, ако го ангажираме сетилото за слух, ушите ќе ги чујат сите звуци или нема да чујат ни еден воопшто. Наспроти сетилата за слух и мирис, видот може да се контролира. Човек може да ги потргне очите од она што не сака да го види и може да го насочи своето внимание на она што сака да го види. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем по Божја наредба го издал сетилото за вид за постигнување на концентрација во намазот. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем исто така наредил дека на местото на сеџдата не треба да има украси и дека тоа треба да биде едноставно. Кога муслиманот го насочи својот поглед кон местото на сеџдата, резултатот ќе биде многу корисен. Неговите мисли ќе се концентрираат на ибадетот со постојано подсетување на сеџдата. Неговите други сетила, кои по правило можат да бидат или активни или потиснати, сосема ќе бидат потиснати. Заради тоа што мислите се поттикнати од надворешни влијанија, кои се сватени преку тие сетила, фактот што очите се ангажирани, а другите сетила не се во потполно делување, ќе го оспособи човекот да се концентрира на својот намаз. Неговата намера била заради неговите следбеници. मुखालिफ में साज़बाज़ उतनी ही उस चराग की लौ तेज हो गई उतनी ही उस। Како што спомнав порано, на почетокот од намазот се бара ниет, намера. Исто така ќе биде од голема корист ако уште на почетокот на намазот решите да не им дозволите на никакви туги мисли да влезат во вашиот ум. Секој знае дека таквите мисли се непожелни, но луѓето се склони да заборават и подсетување на почетокот на секој намаз ќе биде корисно. Кога го следите имамот учењето кое тој го изговара, ќе ве држи будни. Имамот така ги штити своите следбеници. Ова покажува како е важно да се клања зад имамот. Кога клањате сами, треба да го примените извонредниот метод кој го прифатил честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, и многу побожни муслимани.
Некои ајети од честниот Куран посебно водат кон понизност. Повторувајте ги често. Например, кога ја учите сурата Ел Фатиха, повторувајте го често следниот ајет: Ние единствено Тебе те обожаваме и единствено од Тебе бараме помош. Ова ќе ја стави душата на грижа на совеста. Ако е изгубена во безцелни мисли, душата ќе се врати во постапка на ибадет, чувствувајќи дека не треба да лута наоколу затоа што тврди дека го обожува Бог. Следниот метод треба да им помогне на оние кои не можат да ја задржат концентрацијата долго. Како што малите деца не се во можност да трпат глад или да ја задржат храната на подолго, на нив им е потребна почеста помош. Корисна техника за нив е да се сконцентрираат прво на една поза, па на друга и така поред. Кога застанат заради кијам, треба да се решат да не дозволат на никакви мисли да ги вознемират до крајот на руку. Со преклонувањето на руку треба да ја имаат истата решителност за тоа време се до времето на руку. Истото треба да го прават со секоја промена на позата. Тоа ќе им даде сила да навладеат било какви мисли кои го свртуваат вниманието. Ако погледнете на други светски мисли, тие ќе ве прогонуваат. Но ако им се спротиставите на своите мисли и се решите да не им дозволите да ве вознемират, тие ќе престанат. कदा खार देख कर हर दौर को है साक़ी कौसर पे अपने नाम. Понудете решителен отпор на сите такви мисли. Запрете ги моментално. Например, ако за време на намазите мислите за своето болно дете, престанете да мислите на тоа, велејќи си дека на детето нема да му биде подобро со тоа што ќе мислите на него, нити ќе му стане полошо ако престанете да мислите на него. Затоа одлучете се да не мислите на него. Продолжете со таков третман на секоја мисла, додека не се стекнете со мајсторско владење над нив. Кога вршите навафил дома, зборовите учете ги доволно гласно за да можете да ги чуете. Бидејќи ушите не се затворени, тие продолжуваат делумно да работат. Кога ќе ги чуете зборовите, вашиот ум ќе биде посклон кон спомнувањето на Бог. Овој метод треба да се практикува особено ноќе. Ако ушите ги ставите во употреба во дневните намази, тие ќе бидат растргнати од секаков вид на врева. Од новите движења се раѓаат свежи мисли. Движењата направени за време на намазот се дел од ибадетот и затоа не предизвикуваат надворешни мисли. Но ако се прават други движења, тие ќе ве одвртат од намазот. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем наредил за време на намазот да не се прават никакви непотребни движења. Движењето на вистина ги разнесува мислите. Ако некој случајно го чепне својот мантил, може да почне да мисли на мантилот е многу стар и му треба нов. Па може тогаш да почне да се прашува од каде да најде пари. Може да почне да мисли како му е мала платата и како последната плата доцнела, или ако ја примил заради неодговорноста на службеникот, како тој службеник е лош и така натаму. Тогаш може да се изгуби во мислите како ќе се согласува со овој службеник. Се уште фатен во тој ланец од мисли, тој ќе го чуе имамот кој вели "Еселаму алейхум верахметулахи" и ќе го заврши својот намаз, а при тоа да не направил никаков вистински ибадет. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем ги забранил сите видови на неприкладни движења за време на намазот. Дури и да има песок на местото на сеџдата, не треба да се трга доколку не предизвикува неподнослива болка, и тоа само еднаш. Накратко, сите движења кои не се во врска со намазот треба да се избегнуваат. Извршете ги кијам, руку и сеџда со будност. Кога стоите на кијам, немојте целата тежина да ја ставате на една нога, а другата да ја оставите да виси. Кога сте тромави и мрзеливи, непријателот може да ве совлада. Физичката тромост води кон духовна тромост. Следниот метод се однесува на дисциплинирањето на самиот себе. Суфите како што се шибли, овој метод го користат до претераност. Јас не сакам да ги терам работите до претераност, но сепак ќе го спомнам тоа.
Ако се користи умерено, овој метод може да биде корисен. ऐ छाओ छाओ शख्स ऐ छाओ शख्स तेरी उम्र हो दराज Хазрети Јунаид од Багдад бил побожен човек со голем углед. Еден од неговите следбеници бил Шибли, искрен и богобојазлив човек. Тој некогаш бил гувернер на покраината. Еднаш кога бил представен на дворот на кралот, племенскиот главатар примил кралски мантил, како знак на признание за неговата служба. Овој главатар страдал од настинка. Му се случило баш кога застанал пред кралот, носот да почне да му тече. Главатарот немал марамчиња. Кога мислел дека кралот не го гледа, го избришал носот со кралската облека. Но кралот тоа го видел и бил многу налутен. На тоа гледал како понижување на кралската облека. Шибли, кој имал страв пред Бога, во своето срце толку бил шокиран од овој настан, што се онесвестил. Кога се освестил, се повлекол од службата гувернер. Кога го прашале за тоа, Шибли му рекол на кралот: ти му даде облека на главатарот и се разбесни толку многу кога тој го понижи. Мене Бог ми дал толку многу благослови. Колку ќе биде голема неговата казна ако јас не му заблагодарам. Тогаш отишол кај Хазрети Јунаид и побарал од него да го прими како ученик. Тој му рекол: јас не можам да те примам како ученик. Ти си бил управител и во тоа својство си бил груб кон толку многу луѓе. Шибли Сахиб молел: можам ли јас нешто да направам? Јунаид му советувал да отиде до секоја куќа во областа, да се извини и да се понуди да ја надомести секоја штета што ја нанел. Тој така и направил. Записите за животот на Шибли бележат кога и да забележал некаква слабост или мисли кои му го свртуваат вниманието додека клања навафил, ке почнел да се удира со стап, се додека стапот не се скршел. Тогаш повторно би започнал. На почетокот чувал сноп стапови зад себе. Тоа што тој го правил било претерано, а јас мислам дека исламот не дозволува работите да се тераат до таква крајност. Меѓутоа, бидејќи оваа работа се однесува само на него, не можам да барам од него да прифати критика. Според мене, постои начин на дисциплина кој не е претеран. Кога и да залутаат вашите мисли, гледајте да го запамтите делот од кој сте стигнале кога почнало да се случува деконцентрирањето. Тогаш продолжете оттаму. Вашето јас тогаш ке свати дека вие сте истрајни во својот ибадет кон Бога. Ова сваќање ќе го спречи понатамошното збунување и вие ќе постигнете мир и концентрација. कदाह खार देख कर हर दौर को है साक़ी कौसर पे अपने नाज हर दौर को है साक़ी कौसर पे अपने नाज ऐ छाओ छाओ शख्स ऐ छाओ शख्स तेरी उम्र हो दराज ऐ छाओ शख्स तेरी उम्र हो दराज उम्र हो दराज उम्र हो दराज. Денес го завршивме 9-тиот дел од книгата Аллаховиот зикр. Еселаму алейкум.